Универзитетските професори добија поголеми плати, но сега ќе мора да покажат резултати. Унапредувањето ќе зависи од објавените научни трудови. Новиот закон за високо образование воведува јасни критериуми, со кои академскиот кадар ќе мора да истражува и своите трудови да ги објавува во меѓународни признати списанија. Она што оваа влада го направи е ги зголеми драстично платите на универзитетските професори и од мои лични сознанија во комуникација со нив, тие со тоа се задоволни. Тоа е еден дел од мотивацијата, но другиот дел од мотивацијата ќе бидат и критериумите во новиот закон за високо образование, каде што целиот академски кадар ќе има точно прецизирани критериуми за избор. Тие ќе мора да ги исполнат тие критериуми за да бидат избрани во повисоко звање. Бараме од универзитетските професори да прават истражувања и да не само да ги спроведат, туку и да ги објават во релевантни списанија светски признати со фактор на влијание. Јаневска потенцираше дека владата почна да финансира и научни истражувања. Апелираше да бидат вклучени и студентите, бидејќи како што кажа, тие се иднината на државата. Третиот и најзначаен дел е тоа што оваа влада почна да финансира научни истражувања, односно ние минатата година имавме повик за 45 научно-истражувачки проекти кои универзитетите и јавните институти ги добија и тие се во тек и тие ќе придонесат за понатамошен развој на науката. Апелирам да бидат вклучени и студентите, бидејќи тие се иднината на оваа земја, но и до универзитетите како организации. Инаку министерката Јаневска апелираше универзитетите да се реорганизираат, да ги вклучат студентите и да спроведуваат формирање на стартап се со цел да има напредок во оваа сфера.